Од 42 пожари во последново деноноќие, активни се уште 5 пожари. 4 се под контрола и 33 се изгаснати, соопшти од Центарот за управување со кризи. Најсериозно и натаму е во Македонски Брод и пределите околу Охрид и Пробиштип, каде противпожарните екипи и доброволци со денови се борат со пламените јазици. Пожарот кај селото Брезово, кој се закануваше да стигне и до куќите на жителите и понатаму е активен, а се уште гори кај селото Пресека во Кочани и Патетино во Свети Николе. Директорот на ЦУК Стојан Ангелов апелира до граѓаните да бидат внимателни доколку одат во природа. Ова е чешкиот Black Hawk, кој што моментално действува на пожарот во атарот на селото Брезници и Тажево. Пожар кој што зафаќа голема површина и е многу тежок за гасење. Инаку денес на територијата на државата активни се 5 пожари. Покрај овој пожар на територијата на општина Македонски Брод во атарот на селата Тажево и Брезница со крак кон Јасен, но нагласувам ловиштето Јасен не е зафатено од пожар. Вработените во Јасен не дозволија на пожарот да навлезе на територијата на ловиштето Јасен. Покрај овој пожар го имаме и пожарот на Илинска планина, кој што исто така се одвива неколку дена и исклучително тежок за гаснење затоа што зафаќа голема површина и создава црн и темен чад кој што ја отежнува работата на воздухопловите. Активни се пожарите во селата Таженово, Македонски Брод и Брезница, потоа кај селата околу Охрид, Расина, Опеница, Вапила во Богданци, во селата Зеленград и Јамиште во Пробиштип. Под контрола се пожарите во Кочани кај селото Пресека, во Свети Николе кај селото Патетино, во Пласница и Латово и во Македонска Каменица кај селото Дулица. Во борбата со огнената стихија стигна и странска помош во врска со активираниот механизам за цивилна заштита на Европската унија. Според најавите на ЦУК, во земјава на помош пристигнаа 6 хеликоптери и 4 ер трактори. 2 хеликоптери од Србија, 2 од Унгарија, 1 од Словенија и 1 од Чешка, како ер трактори од Германија и Шведска. Изминатиот период неколку лица беа приведени поради подметнување пожари, што предизвика зголемено полициско присуство на терен. Речиси помина 1 месец како Македонија се справува со огнената стихија. До сега околу 9000 хектари површина или околу 12000 фудбалски игралишта пеплосаа во пожарите. Како што соопшти од Македонски шуми, од нивните проценки станува збор за слаба и деградирана шума, односно грмушки, смреки и даб. Од страната на Неготино изгорени се околу 5500 хектари шума, а од штипската страна безмалку 3000 хектари. Освен растителниот, настрада и животинскиот свет. Штетите се епохални и потребни ќе бидат децении за повторно да се врати животот на планината. Хуманитарен пункт каде ќе се собираат материјални добра за граѓаните кои настрада од пожарите во Источна Македонија. Во државата ќе биде отворено од утре во Скопје. На овој пункт граѓаните ќе можат да однесат конзервирана храна, облека, патики, мебел, душици и разни други материјални добра, кои потоа ќе бидат однесени во 30 села, каде ќе бидат раздадени на околу 400 домаќинства.